Во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање, како и секторот за животна средина, денеска во Новаци организираа јавна расправа, на која беше представена студија за оцена на влијанието врз животната средина за Пелагонискиот регион, која беше подготвена во рамките на проектот подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагонискиот регион, проследена со представување на студија на изводливост од страна на клучните експерти и дискусија со сите засегнати страни. Во рамките на оваа студија, која што е финансирана преку ИПА програмата од Европската Унија, целта ни е да воспоставиме еден интегриран самоодржлив систем за управување со комуналниот отпад во целиот Пелагониски плански регион. Денешната студија опфаќа не само централната постројка која што ќе се наоѓа токму во општина Новаци, туку ќе ги опфати и трансфер станиците кои што треба да бидат изградени во општина Ресен и во општина Крушево. Значи, дел од отпадот ќе се носи на трансфер станиците, а понатаму од трансфер станиците ќе се носи на оваа централна постројка. Ова нема да биде класична депонија, затоа што всушност во Република Македонија не постои стандардна депонија. Овие досега се нестандардни депонии кои што навистина ја загрозуваат животната средина. Општина Новаци во случајов се јавува како место каде што ќе биде изградена постројката поточно во кругот на рек Битола. Рокот е 2 години до целосна финализација на овој проект. Одлучено е на Пелагонискиот регион локацијата да биде во Новаци, во општина Новаци, за оваа регионална депонија, да биде сместена во делот на рек. Јас мислам дека ќе значи многу за општината и за регионот, бидејќи ова целокупните смет ќе се носи таму, каде што ќе се преработува, и друго ќе имаме и бенефит друг, ќе запослиме доста од тука, од општината и од регионот. Ова другата отворената депонија да биде затворена, ќе биде посипана, ќе биде затворена, бидејќи ќе се користи оваа депонија. Кој проект ќе биде прифатен, имаме вакви регионални депонии од 15 милиони евра до 35. Студиите и зависи од обемот на работата колкава ќе биде ќе се одлучи. Според конзорциумот од анализата се покажало дека токму овој регион располага со над 100 депонии, дел се диви, дел се надвор од стандардите, па оттаму влијанијата врз животната средина се тешки и големи. Првата задача на општините ќе биде да го сменат нивниот систем на собирање, што значи поголема стапка на рециклирање. И тука се зема предвид носење на отпадот до централниот капацитет, каде што тој би требало да се третира. Досега има голема прифатеност на овој систем од страна на луѓето со кои што зборувавме. Интегрираниот систем за управување со цврст отпад во една регионална постројка и 2 дистрибутивни центри во Ресен и Крушево ќе го обслужуваат цел регион, а цел на јавната расправа е конструктивна дискусија. Горе наведениот проект е инициран од Министерството за животна средина и просторно планирање во рамките на ИПА, доделен од секторот за централно финансирање и склучување на договори при Министерството за финансии. Целта на проектот е да се постигне интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагонискиот, југозападниот, Вардарскиот и Скопскиот регион и да се подобри животниот стандард на приближно 1.200.000 жители кои моментално годишно произведуваат 330.000 тони отпад.